Здраво на сите, јас сум Жарко Батич. Вие се наоѓате во делот на Машки свет, посветен на подобро здравје, фитнес и мотивација. Денеска повторно имаме една вежба. Ама денеска ќе биде најтешката вежба до сега или најголемиот предизвик Диме што го имал во емисијава, така да ќе си го испати малце гзо денеска. Во денешната вежба го имаме терминот AMRAP. Со овој термин се сретнавме во четвртата епизода, ако не сте ја виделе слободно погледнете ја. Што значеше тоа? As much reps as possible. За денеска најмногу повторувања во 20 минути од следниве движења. Сумо, deadlift, high pull. Сега си викате што напише овој реферат, една вежба или ова? Да, една вежба ќе ви објаснам набрзо. Второто движење е најосновното движење во историјата на вежбањето. Склек. И уште едно доста основно движење, трчање. За вежба ни треба 20 сумо deadlift high pull, 15 склекови и 400 метри трчаме. Сумо deadlift high pull или расказов што го напишав е составен од две движења. Сега, целосно движењето се изведува на следниот начин. Нозете ги поставуваме пошироко од рамениците, прстите се насочени благо нанадвор, кичмата е исправена, буквално мајцата може да се испегла. Ова ќе бидам досаден со оваа терминологија, што стварно е така и мора кичмата да ви е права цело време. Значи, кичмата е права, прегиб во колковите имаме, како кога почнувавме кетелбел да креваме, ако се среќавате во прошлото видео што го објаснувавме, ако не, погледнете и таа епизода. Имаме две опции со каков тип на опрема може да го изведуваме ова движење. Може да се прави со празна шипка или кетелбел. Со празна шипка поставеноста на рацете е тесно ви се фатени рацете, палците се споени еден до друг. Ја фаќате шипката, палците ги прибирате назад во позиција бокс, не преку шипката, него преку прстите. Ги шириме нозете и почнуваме со движењето. Шипката стартува од земја, се исправате до горе и почнувате со движењето. Се спуштаме надоле, значи благ прегиб во колкови, кичмата права. Шипката ја спуштаме до кај што ви се кренат и чорапите или под колената. Како се исправаме, не избрзувате да повлечете со рацете, зашто ќе си ги скршите нозете. Поминете ги колениците, значи запамтете го. Поминете ги колениците, нека има шипката контакт со бутот, тек тогаш експлозивно испалуваме нагоре, па ги координираме нозете со рацете, повлекуваме со рацете и лактите завршуваат високи, а шипката е под вратот или на самата клучна коска. Битна работа кога ја спуштаме шипката за ова движење. Не ги брзајте нозете. Спуштете ги рацете, па тогаш пак е прегиб во колкови, шипката оди под коленици, се исправаат нозе, експлозивно испалуваме со колковите или експлозивно се исправаме со колковите, затегнете го газот, не заборавајте ќе ви исправи кичмата и повлекуваме координирано со рацете нагоре, лактите завршуваат пак горе, шипката под врат и така пак. Раце, нозе, спуштаме доле, накачување сме нозе, раце. Второто движење за оваа вежба ни е склек. Едно од најстарите движења во вежбањето. Но многу често луѓе погрешно го изведуваат ова движење. Денеска ќе ви објаснам како најубаво да го изведете движењето правилно и за оние што не можете да направите склек, ќе објасниме и мала регресија на ова движење. Легнувате на земја, нозете се споени едно до друго, колената се исправени. Рацете ги поставуваме кај мишките, прстите ви се широко расширени. Средниот прст секогаш гледа напред, се исправаме со прави лакти. Од тука пробувате само да ги вратите назад и тргнуваме надолу. Лактите и целата внатрешност на раката е залепена до телото, што поблиску тоа подобро. Зглобот на рамото ви е во природна позиција и нема да правите глупости кога би ги ширеле рацете на страна и едноставно неприродна позиција на телото и само си барате белјата и може да се повредите. Ова е најефективниот и најбезбедниот начин на изведување на склек. Се спуштате во агол од 90 степени со рацете и се исправаме се додека лактите не ни се прави. Немојте оние пумпачки работи
цимај само и ни доле сме дошле, ни сме исправиле лак. Значи пак ќе повторам. Се спуштаме во аголо 90 степени со подлактица и рамо и се исправаме со лактите горе. За тие што не можете да направите склек, не се секирате, и за вас имаме решение. Исто ќе се наместите како што ви објаснував досега. Само што колениците, откако ќе се наместите, колениците ќе ги ставите на земја, петата ќе ја кренете во газот и вие сте спремни за склек. Вие што не можете да направите склек нити од колена, и за вас имаме решение. Ќе најдете некоја клупа, ќе ставите рацете на истата и на истиот начин ќе го изведувате движењето, тоа е тоа. Ако не можете да направите склек ни на клупа, вие сте сериозно загрозени во, ако ви текнува првата епизода, ако не погледнете, во делот на Мирче, каде што е сикнес и веќе сте во опасна ситуација и одма барајте чаре. Третото движење за денеска ни е трчање. Верувам дека сите имате смартфонови веќе, тоа goes without saying, ќе си симнете една апликација што ви мери метри, само излезете надвор и буквално со телефонот у рака измери 200 метри колку се и тоа е тоа. Зашто наменето за денеска ни се 400 метри, ќе си трчате напред и назад, тоа ви се 400. Доколку ви се допадна ова видео, кликнете лайк, subscribe на каналот и практикувате кросфит, зашто од кросфит подобро здрави.